А ние продолжуваме со нашето утринско будење, кое што од време на време го реализираме и во живо од студиото со нашите гости, па така ќе биде и утрово, заради тоа што имаме одличен повод. Да, и така ќе правиме медиумска турнеја, така што од ова студио кој го најавивме. Добро утро. Добро ми дојде. Добро утро, добро ве најдов. Мило ми е што оваа недела и што овој понеделник го започнуваме со вас. Да знаеш дека и нам ни е искрено. Задоволството е обострано. Мило ми, ви благодарам. Пред само неколку месеци тука ексклузива направивме кога го најави датумот. Така е. Се случува првата твоја музичка животна станица да ја започнеш официјално со прв голем солистички концерт, Давид. И види го датумот. Марче, пред неколку месеци кога зборувавме јас и ти за можен концерт. Тука беше околу празниците, постпразници беше така. Се беше само една теорија, која што многу брзо ја претворивме во една пракса и еве веќе се случува. Малку ми е чудно, сето ова го проживувам прв пат на ваков начин. Не знам, лани имавме преку 80 настапи, година претходно исто така. Значи, но сепак овој тип на настане малце поинаков. Една поинаква одговорност дома си. Прв пат почнуваш нешто свое, така да мило ми е што полека се остварува тоа што го сакав и што го замислував. Не дека ти немаше настапи значајни минатата година, така дури новогодишната ноќ некако ја прослави со Скопјани и со македонци, меѓутоа ова е што велиш ти поинаква одговорност, логистички, менаџерски да се истактизира време, место, се положба, ама велиш и покрај тоа што ќе биде малце хектична оваа работна седмица, велиш штом влезе на првата тонска проба во Македонскиот народен театар, возбудата веќе е притисната. Така е. Како поминуваат деновите, јас можеби не бев свесен се додека не дојдов во Македонија. Бев фокусиран на тој, да кажам, менаџерско креативен дел додека бев во Загреб. Сега кога пристигнав тука, кога ги видов билбордите, јас заборавив дека има билборди, искрено. Кога ги видов билбордите, кога видов дека е тоа една блиска реалност, така почнува малку да работи телото на еден поинаков начин. Како не. Кога човек има навистина такво да речеме динамично темпо на функционирање, но истовремено кога тоа е исто дополнително потурнато со возбудата па и желбата да се создава нешто ново за публиката, се разбира дека во целина е едно огромно задоволство, но особено задоволство за публиката која што ќе биде во Македонскиот народен театар. За окружување, односно не за окружување, туку означување на 10-годишната кариера, нешто кое што меѓу другото претставува еден и одличен јубилеј или показател дека Давид се движиш во вистинска насока, но тоа и го чувствува публиката, особено љубовта кон својата земја, па и она кое што меѓу другото од срце е отпеано и во мојата Македонија. Спомена накратко и пред да се вклучиме во живо како ти го доживеа, нели ги доживуваш пробите, а тек што ќе се случува на 19 март, но еве за оние кои што не следат и кои што можеби сакаат да си набават билет доколку се уште има кратко само околу програмата и што е она кое што се подготвува за 19? Што е агендата? Значи, нема премногу да откриваме, ќе кажам само немаме втора шанса за прв концерт. Ова е прв концерт и ќе се потрудиме да дадеме се од себе. Ќе има некои интересни изненадувања, не би сакал да откриам. Билетите се продаваат на www.tix.mk. Веќе сме на некои 70-80%. Ете, добро оди продажбата и им благодарам на сите оние кои што купија карта. Навистина ми е многу драго. Многу драго, ќе има многу музика, ќе има многу емоции и ќе биде навистина една посебна вечер. Ќе биде значајна годинова. Несомнено. Што вели Ивана, кога помина 2015 беше X Factor шоуто, мислам, тоа е сериозно, многу блиску си велиш тука некако, се што ми е некако 2000 и некоја година во мојата... Имаш перцепција дека е тука некаде. Апсолутно, всушност се поминати вистински 10 години. Нели, твоето одлично представување тогаш на X Factor, не верувам дека тогаш во тој период не се гледа, се уште се гледа многу музичките талент шоу, денеска практично и да ги нема, нели, точно знаеме ние која беше возбудата кога во случајот нели ќе гледаме поинако беше. Естетиката беше поинаква. Меѓутоа, јас верувам ќе дојдат пак такви времиња, Марче. Се надевам. Верувам дека ќе се промени нешто, верувам дека ќе дојдат времиња каде што таа поп музика нема да биде алтернатива, него ќе биде мејнстрим и предводник, да кажам, затоа што сметам дека има многу што да се понуди, така да верувам дека ќе дојде. Знаеш како, самите музички талент шоу, што велиш ти во една прилика, музиката не треба да биде надпревар, меѓутоа
самата инфраструктура и возбудата која што дава финалето, па суперфиналето, па нели тие Да бидеш се селекции. подобар и подобар. Некако е добро возбудливо чувство за публиката, нели да се запознае со квалитетите на пејач. Ти практично започна таква една своја емоција и поврзување со публиката. Сега веќе имаме студиски проект кој што слушаеш што животот диктира, значи те поздрави Благој Нацовски пред. Благодарам. Немаше ни можеби не знам дали 10 дена кога спомнавме за тебе. Благодарам. Така што супер екипа и за твој студиски проект. Претпоставам дека во аранжмански звук добро адаптиран за македонскиот народен театар ќе се промовира и албумот во живо. Јас додека кога ги обработувавме аранжманите и кога ги слушнав на првата проба, сватив колку тие песни поубаво звучат во живо. Колку се моќни, колку се носиви, така да целиот албум ќе биде изведен. Ова ќе биде еден концерт каде што ќе се изведуваат повеќе мои композиции, значи тука ќе биде и првиот студиски албум, вториот студиски албум, ќе имаме неколку преработки на македонски народни песни кои што се преработени, така да ќе имаме шаренолик репертоар. И патување низ музичката историја. Баш така. Баш едно патување од 2015 па до ден денеска. И мило ми е што ете со тој прв концерт кој што ќе се снима, ќе одбележам еден период на мојот живот, па се надевам кога ќе остарам ќе ми биде мило да се навратам малку назад. Не знам дали слушнавте дека во моментот Spotify, баш прочитав, и покрај тоа што можеби не се издаваат толку многу студиски албуми и проекти. Добро. Македонската музика бележи голем успех кај младата генерација. Браво. Што е одличен показател. Вчера ја прочитав можеби информацијата, што искрено ме радува. И тоа не било и целта меѓу другото и на македонските пејачи и на оние кои што ја промовираат македонската. Мора да оставиме нешто зад нас. Да. И ние сме биле деца. Замислете да нам не ни оставил ни Тоше, ни Каролина, ни Владко Стефановски, ни Калиопи, да не ги набројувам, да се вратиме малце поназад. Славе Димитров, господин Драган Милковски, значи тоа е едно такво богатство кое што ни го оставиле. Ние не смееме таму да застанеме затоа што мора и тие помлади генерации што доаѓаат зад нас да имаат со што да се гордеат. Така, иако тоа се песни што се уште се слушаат, секако секоја генерација во свое време или нешто што е соодветно со современото живење. Но факт е дека кога се одбележува одреден јубилеј или конкретно 10 години, неминовно е човек да направи една ретроспектива што се направи во тие 10 години и што е она кое што ќе остане како можеби главно обележје на токму тие години. Па верувам дека низ твојата глава, Давид, честопати се навраќаш на тоа, особено сега кога се подготвуваш за нешто што би го одбележало твоето 10 годишно постоење на естрадата. Што е тоа кое што можеби најмногу кај тебе при срце? Многу километри, многу страст и љубов према студиото, према музиката, према самите песни. Јас имам 2 студиски албума, а имам 40 на снимени композиции. Тоа е материјал за 4 студиски албума. Така да многу време, многу сати поминати во студио, многу музика околу мене. Верувам дека тоа со време ќе дојде на свое место. Можам да кажам дека најголем траг можеби во тие 10 години навистина остави песната Мојата Македонија. Апсолутно. Да, јас се сеќавам од самото пишување остави еден печат в срце и ете, до ден денеска живее, се пее. Така кога имаш некаков таков хит, веројатно се поголем предизвик е да направиш нешто што би го надминало тоа. Така, јас дури некогаш си велам зашто има потреба да го надрасне, нека си остане таа песна таму каде што е. Како да кажам, не ја бркам таа песна, не сакам да ја престигнам. Ако даде Господ инспирација да се напише некоја песна која што ќе ја надмине, дај Боже. Но некако ја оставам да си има едно посебно место во мојата кариера, затоа што навистина многу луѓе ги допре, многу луѓе се уште ги допира. Мене ме допира како автор кој што многу често не ја доживувам така лично таа песна. Ја доживувам како еден поклон од озгоре на сите нас, така да можеби таа песна така ми остави еден голем белег како една круна на таа 10-годишна кариера. Секој пат е спектар на емоции кога се слуша Мојата Македонија, макар што мора да признам дека сега и добро котира на радиските станици и
студискиот проект кој што меѓу другото беше промовиран на 11.11. Така е. Нели беше символичен датумот за да се запомни, слушајќи животот диктира и секако го има и на хрватскиот пазар, односно нели на сите ексију простори, така и македонскиот дефинитивно кој што добро и можам да кажем, Марче, значи слушај животот што ми диктира, самиот сингл беше промовиран негде почетокот на октомври. Од почетокот на октомври па до ден денеска се наоѓа во топ 10 најбарани песни во Хрватска и вртени во. Браво. Да. Значи еве пред да кажам можеби недела дена се најдевме на некое четврто, пето место. Бевме на прво и на второ место. Цело време се менувавме. Прво, второ место. Од моментот на излегување на самиот Па да кажеме ајде од крајот на годината. Така. Можеби требаше малку време нели да се прочуе, да кажеме од средината на декември па до еве средината на февруари бевме во топ 10 на првите 3 места, да кажем. Така да фала му на Бога, тоа се некои работи кои што човек не може да ги предвиди, не може да ги очекува секогаш, но убаво е да се надева. Како не, тоа е мислам дека пример за публиката колку ти го дава аплаузот на слаботе. Показател всушност што е она кое што остава еден добар ефект кај публиката и тоа меѓу другите работи кои што ги наброја, исто така не можеш да го постигнеш доколку самата песна не го предизвикува тоа чувство кај публиката за да емоцијата е еден универзален јазик кој што не познава разлики, без разлика на кој јазик и да се пее, кога е нешто страствено, кога е нешто со емоција, публиката го препознава тоа. Во моментот уште еднаш ве каниме, прво негово медиумско представување од овој понеделник, сигурно ќе го забележите и кај нашите колеги по другите медиуми, се со цел да направи една медиумска турнеја соодветна за концертот. Првиот, како што кажа ти, не се повторува прв концерт, ќе се повторуваат многу пати сигурно. Меѓутоа ваков концерт не се повторува. Македонски народен театар 19 март 20 часот, Давид Емилков со специјални изненадувања. И споменавме со Ивана дека Македонскиот народен театар има посебна своја акустика и уживање. Да си настапуваш и ќе има прилики сигурно годинава каде што ќе имаш и многу уште поголема аудиториум како што беше и прославата на новогодишната ноќ. А посебен сензибилитетот на Македонскиот народен театар и естетиката. Сум настапувал, можам да кажам слободно, низ најголемите арени на Балканот и концертни сали, площади и сум пеел пред публика од 10.000, дури и 70.000 публика, но кога првпат зачекорив во салата на Македонскиот народен театар, ме обзема некоја посебна енергија, затоа што навистина е посебна таа сала. Да, мислам дека имаме театар од светски размер. Апсолутно се сложувам. И тоа е некој посебен однос со публиката, малку поблиско, малку поинтимно, иако бројката не е мала, но сепак... Ке ме запознат гради. Да. Токму така. Таков е односот. Да. Во една прилика знам дека те пријатели со Калиопи и и покрај незините големи концерти кои што ги имале, концертот во Филхармонија. Независно, Македонски народен театар по сензибилитет се многу слични. Вели дека се врежани во срце. Така што уживај ги минутите и се надевам дека ќе имаме прилика повод за многу скоро пак да најавиме нешто ново. Дај Боже, имаме некоја идеја, имаме секакви некакви луди идеи да кажам. Се надевам дека ќе се остварат како што се остварува полека и овој концерт. Прекрасно. Така е. Тука завршуваме со разговорот и ги покануваме некои што сакаат да одат, да си набават што побрзо билет. Бидејќи ќе се поврземе со, сметам дека имаме време за прилогот од Софија, колеги. Да, добро. Изборува за новата технологија и она кое што меѓу другото меша прсти во медицината, па во однос на музиката, во времето во кое што живееме и вештачката интелигенција исто така е многу замешана во музиката. На концерти, на такви настапи нема што да прави вештачката интелигенција. Но кога се прават песните и тоа како има удел. И чувствуваш ли некоја можеби така како страфна лагодност, како пејач и како музички уметник, како автор дека може да нешто промени? Да, бидејќи дури се поставува прашањето дали некој пат можеби на британските големите MTV награди така натаму да има категорија музика е направена, создадена од вештачка интелигенција. Да, но и гледаме што се случува и што прави вештачката интелигенција. Јас можам да кажам дека на неделна база, на неделно ниво добивам 20 понуди за нови композиции од луѓе кои што например никогаш претходно не пишувале музика и текст. Постои некоја апликација каде што ти ставаш текст и му велиш напиши ми таква и таква песна за тој и тој пејач
се чувствува, се што е вештачки се чувствува и мислам дека таа вештачка интелигенција јас верувам дека така ќе биде, дека сепак човечкиот фактор на крај ќе биде одлучувачки фактор во секое поле, затоа што таа вештачка интелигенција, прост пример, не може да дава голови наместо фудбалерите, не може да дава кошови наместо фудбалерите, така да не може ни да пее место нас. Така да јас не многу, како да кажем, лично сум загрижен за тоа. Доколку е нешто добро и може да донесе некој подобрување во музиката, јас сум секогаш за. Но сметам дека емоцијата не може да биде вештачка. Но и нашата перцепција треба да биде таква во однос на вештачката интелигенција, тоа кое што го носи и помошта која што може да биде и тоа како важно, особено во медицината. Давид, пред да го најавиме начинот, ти благодарам и ти посакувам успешен концерт на 19. Ви благодарам и вам, навистина ми е мило што ова понеделничко утро го започнав со вас. Прекрасни сте и продолжите тоа што го работите, да го работите така како што го работите и ви благодарам од срце на поддршката која што ми ја давате од самиот почеток на мојата кариера. И секогаш ќе биде така. И ти продолжи да не ја галиш душата со твојата музика и со она кое што го правиш и се разбира во кое што уживаме.